Бок, стигли смо Загреб. Добро да сте во Загреб, дечки. Дечки, тренуваме да го прошетаме Загреб, да си Бики. Да, здраво. На испреке собственицата многу се пријатни, собствениците на апартманот. Да. Маршрутата ќе ни биде од тука, пошто сме близко до центарот. Со успињача ќе се качиме во Горни град. Од Горни град ќе одиме во Лотаршчак. Од таму во црквата Свети Марко и на тргот Свети Марко. А од Свети Марко ќе се спуштиме до Калчичева улица, од Калчичева улица катедралата и после тоа на трг Бана Јосипа Јеличич и ќе се вратиме назад. Ќе има после низ центарот уште некои други интересни места како покрај хотел Дубровник, Цветни трг, Хрватско народно казалиште. Така да за нас интересна содржина, ако на вас ви се свија, останете со нас. Еве, снимаш? Снимам, да. Во Загреб сме. Убаво е, макар времето не послужи. Супер е. Сега ќе одиме до центар, јас сум први пат тука. Драган беше тука скоро една година. Он ми е водич. Јас сам водич, овде. Јас бев на Илица. И од Илица доста често одев пешки до центарот на градот. Во пекарата Шпецерај. Купивме нешто за јадење. Што купиме, Бики? Штрудла и палачинка солена. Штрудла, палачинка солена и не. Палачинка со сладко сирење. Купив една бачица со сирење, тоа е солено. А што беше палачинката? Со сладко сирење. А ти купи што? Штрудла со јаболка и орес. Тука е успињачето. Ајде. А ќе се качуваме? Да. Значи тука преку успињачата се оди во горниот град, се излегува една, мислам дека она е Лотаршчак горе. А ова е иначе најкратката успињача во цел свет. Не знам дали е во цел свет, меѓутоа многу е кратка. Вики, немаш среќа. Зашто неам, бога ми, и лифтот се расипа. А во Белград лифтот се расипа, овде нема лифт. Ајде сликаме, макар се гледа тоа горе. Да. Значи не работи успињачите, не тешки. Да. Шта ćeš, Бики? Добре што е натрав Бики да се качува пешки. Сега да се качиме на успињачата, ама нешто не работи. Дали во моментов или нешто се случува, не знам. Но сепак има скали нагоре. Не се многу, како за кого. И одиме директно кон Лотаршчак. Еве што може да се види од врвот на успињачата. Сместени сме веднаш под кулата Лотаршчак. Значи од Горни град, почетокот на Горни град, се гледа долниот град, стариот град. И во далечина се гледа и новиот град. Ево тука се качиме. Пешки. Не е многу страшно. Седнете. А од Лотаршчак секој ден точно во 12 пука топ. Барем така пукаше порано. Стварно? Да. Секој ден точно во 12, меѓутоа мислам дека е укинато тоа затоа што луѓе се плашеа. После војната е укинато во Хрватска. Аха. Да. Лотаршчак, успињач. Свети Марко. Билјана и Драган. Бики, читај. Читај, не можам да читам. Грчко-католичка конкатедрала Свети Чирила и Метода. Дојди, кола. Република Хрватска, град Загреб, градска скопштина. Ева црквата пред нас. Стварно е убаво. Непрепознатлива. Градска скупштина. А? Градска скупштина. Да. 1892 Никола Тесла тука им рекол дека ќе им дај неизменична струја. Дека ќе прави што? Неизменична струја ќе им даде? Да. Значи градско собрание. Да. Собрание на град Загреб.
Turn left onto TRG Sveteg Marka. Свети Кирило и Методија. Чекај да не врта многу, значи ова е камените врата. Така се вика. Низ оваа врата се поминува и од тука се одиме надоле. Една слика, една Качичева слика. улица. Да. Ајде една Чекај фотка. само малку да поснимам добро. Камените улица You have бики. arrived. А ова е иначе уште една интересна приказна. Хрватите кажуваат и се фалат со тоа дека краватата е измислена тука во Хрватска. Ајде, кравата се викаха. Можда затоа што се вика кравата. Бики се измори? Не, Значи, джа да викаш. ще шетам сега све ново. Да. Па тоа е Горни град, малку се качуваш Горни град, ствари не е тоа Горни кој е неколку горе. Тука моце на Ридот. Ама е постари, поинтересен, баш стар Загреб. Вики, Молим? таму доле право се излегува на трг Бана Јосипе Иличича, а ние одиме горе право. Значи во овој правец. Ова е интересно што треба да видиш улица Ивана Ткалчича. Ова е Калчиче, да. атмосферата, ова ти е како старата чашија во Скопје. Нешто Широк слично. сокак. Широк сокак. Бики не сме на широк сокак, ама седнавме како на широк сокак. Да. Свртено тука за да гледаме натаму кој шета. Молим, ова улица, да. Пријатно е баш улицата така. Старо време некое. Да. Знаеш, Ба, помали куќички, ама интересни одржани. Чувани. Баш шмек, улица со шмек. Што велиш, Бики? Прелепо, баш убаво, прв пат сум во Загреб. Лево, Ја да десно. на крајот на Кочича, малку десно горе, тука се симнеме на Загребачка катедрала. И еве пред нас катедралата. За катедралата се вели дека е највисока зграда во Хрватска. Не знам колку е висока, но висока е и голема. Сега моментално кулите се реновираат. Великолепно здање. Убаво. Комплетно убав простор. Веднаш се чувства тишина. Надвор имаше галама и шуштеше. Но внатре е тивко. Ете Бики ја видовме и катедралата. Сега одиме на трг Бана Јосипе Иличича. Кругот е таков. Со еден круг се прави обиколка на центарот на Загреб за саат до 2. И убав круг. Интересен круг. Не многу напорен. А се гледаат убави работи. И не трае многу. Е тука, она долу што се гледа право помеѓу овие две згради е тргот на Бан Јосип Иличич, площадот. И удесно е поширок. Ќе го видиме тоа сега.
Ако се изгубиш во Загреб, прашај кај е трг Бана Јосипа Јелачича, сите ќе ти кажат. Или катедралата баре, ќе ја видиш сигурно. Да. А доколку дојдете во Загреба, не дојдете на плоштад или трг Бана Јосипа Јелачича, како да не сте биле во Загреб. Значи, ова е нешто што мора да се види. Да. Ето добро мек. Интересен е. Добро што никој се изгледаш, споменувавме. А сега тука Ево го Никола Тесла позади мене. Позади мене, Билена. и ти ми жали спомени. Само некако интересно седи. Ето цветни трг, цвекиња. Значи, како е култното место, да. Трг Петра Прерадовиќа. Една интересна зграда позади нас. На Ќош сме близко до Хрватско народно кazalište, но ова зграда ни остава впечаток дека е направена со плочки одназад. Жолти и светло-плави. И свети зградата. Беќе на лево е ХНК, Хрватско народно кazalište. Ево и кazalište Кавана. Да, нормално. Поред ХНК, кazališna кавана. Ево ја и Бики у Старом Котачу. Ресторанот кој ни го препорача Гагарицата на Тапнава. Со типична хрватска храна. Снимаш? Да. Беки, нарачав Марилица, тоа е ракија од Кајсија. Само ова морам да го покажам, не можам да го кажам. Вчера туња, денес кајсија. Да. Одлично. Земи ја чашата. Драган пие ракија кајсо. Како Кајсија Марилица. кајсија маралица, ароматерапија. Мириса. Мириса убаво. Замоли за опис на јадењето. Вака тие мириси, вкус, убаво плескавицата, стварно интересна, ваква не ја Како рече со 3 сирења плескавица внатре. Со 3 сирења, ама има и зачини, убаво и зачината, мекана, васушта. Тоа бе мека е, гледај Да, како е. убава. Фантазија. Да. Значи, Бики, значи месото е толку меко, толку убаво. Стварно не знам како поинаку да го опишам. Фантазија, плескавицата прво беше супер. Кобасица, уштипак. шишкева. А што е? Шишкебаб ова е? Тоа е шишкева. Кој? Кебаб, чекај, ова е кебаб полнет со сирење. Да. Ама ова со Мене стапчето за тебе, беше на мене. шишкева. Ова е кебаб обичен. И на крај, веде брате, колку ми е пун танерот, а веќе ја изедов плескавицата. А На здравје. кромиче ќе даде специјален шмек. Да гасу стомак. Да. И кромичето со солца, со маслино масло. Брате. Јесте. Миро. Иако мисламе стандард скара, ама е сепак онака. На специфичен начин подготвено. Загребачки. Живели. На вода. Готово, само вода пијам сега и не јадам више. Чао. Има. Се напи? Не. Си пијан? Не сум пијан, не сум пијан.
Ама си припит. Не бе, не сум припит, пати нема врска. Добро човекот, Вака. келнерот ми донесе уште една ракија гратис од куќата, ја веќе да испив ова трета да ми дојде. Сакав да си ја земам, да си ја понесам дома, па на да си ја пијам. Ама чашка беше. Тоа беше во чаканче. Не, супер беше времето. Супер, стварно. Одлично. Ајмо се да осетиме вечерна атмосфера Да. во понеделник во Загреб. Да се познаваме од некаде. Ден 2, да го искористиме денот до подне. Сабалешна прошетка до парк Зринјевац. Овој парк е многу убав и е многу блиску до центарот на градот. На 5 минути од тука е трг Бана Јосипа Јовачич. Дама. А во моментов се наоѓаме во парк Зринјевац покрај метеоролошкиот часовник. Сум бил тука порано, ова покажува многу податоци. Ружа на ветрови, температура на воздух, годишни ход, количина оборине, моментална температура, не знам дали е тоа моменталната, и многу податоци и историски податоци како е мерено времето. Како одиш од друга страна, е, например, метеоролошки податоци од 1961 до 1990. Обновено е 1800, односно изгледа е направен 1884, а обновен 1992. Од оваа страна Загреб Глич 130 години, средна дневна температура во пролет. Повторно ружа на ветрови. И тоа е метеоролошки часовник. А сега ова е позади мене од задната страна. Што беше Суз, Бики? Уметнички павилјон? Да. Да. Бики. Значи се наоѓаме во паркот или на тргот Кралја Томислава, значи е позади мене, како што свртев. Драги слика Споменик на Кралј Томислав и главни колодвор. Главни колодвор значи главна железничка станица. Значи, како што гледате дечиња, и се разбира, ова е место за часови по историја. Веднаш крши споменикот на Кралј Томислав, главната железничка станица. Стара, но добра и функционална. Ова е нешто што не смеевме да го пропуштиме. Да дојдеме до кошаркашки центар Дражен Петровиќ. Дражен и Цибоне. И да, човекот заслужува да има свој плоштад. Музеј Дражен Петровиќ. Веднаш до кошаркашкиот центар.
Well, Zagreb is a wonderful city, and it was our pleasure to show you some things from here. Okay then, see you some next time in some other place. Ciao.